Um, I'm also very happy to be here today. Um, И навистина ми представува задоволство што веќе имаме 17 грантови, тоест 17 проекти кои што успешно ги добиле овие грантови. И само ако можам да се потсетам пред некое време кога беме во Галичица, значи исто така и таму промовиравме еден ваков сличен проект, така да навистина задоволството уште поголемо кога гледаме дека 17 грантови, 17 проекти ќе имаат придобивка од финансиската помош на Европската унија. Јас би сакал како представник на Европската унија да зборувам нешто повеќе по генерално во детали, господја Луиза Винтон ќе каже нешто повеќе. Само да кажам дека Европската унија навистина работи многу за самата заштита на животната средина, за заштита на биодиверситетот кој што постои широм Европската унија. И самата заштита на овој биодиверситет навистина е многу важно за зачувување на самиот баланс на нашата планета, без разлика колку сме големи или колку сме мали. Секој поединечно, секој вид си одигрува важна улога во одржување на самиот природен систем во функција. Мислам дека можам само да се потсетиме или да го подкрепиме ова со пчелите. Сите знаеме колку е постоењето на пчелите важно за постоењето на човечкиот вид, затоа што без разлика колку сме големи или колку сме мали, сите си имаме наш придонес во опстанокот на нашата планета. И можам да кажам дека токму Европската унија е заснована врз овој ист принцип. Не само секоја земја членка поединечно, меѓутоа мислам дека секоја индивидуа поединечно со сите негови действија може и да придонесе во функционирањето на самиот систем. Исто така, европскиот пристап за зачувување на самата природа и за одржлива употреба на самата природа на вистина е на широко ниво. И тоа повеќе е фокусирано на луѓето кои што работат со самата природа, отколку да работат против природата. Исто така тоа, значи човек би се запрашал што работиме ние како Европска унија. Европската унија има веќе доделено 6 милиони евра за заштита на животната средина и се разбира дека ова финансиска помош продолжува да се зголемува. И исто така, тоа што Европската унија го има направено и има дадено подршка на државните власти во идентификација на така наречениот проект или мрежа Натура 2000, што е поврзана со идентификација на локации кои што се заштитени. Натура 2000 локации, тоа е најголемата мрежа за идентификација на заштитени локации на загрозени видови на растенија како и животни. Исто така од другата страна, во паралела на сето ова што го кажав, има и тековен твининг проект кој што е поврзано со понатамошна хармонизација на националната легислатура со директивите на Европската унија во оваа сфера, тоа е во заштита на природата, и се разбира дека како трет проект кој што денеска го започнуваме, а тоа се 17 грантови за 17 проекти кои што се поврзани за заштита на загрозени видови како и животни. Thank you. Исто така можам да кажам дека ние сме навистина охрабрени со покажаниот интерес, тоа сме добиле 79 апликации за овој проект. Навистина морам да кажам дека постои огромен интерес и се разбира потреба за финансиска поддршка и ние се разбира дека со нетепени очекуваме дека ова финансиска помош да може да биде употребувана од страна на сите инволвирани чинители, дека ќе останат посветени во менаџирање со овие финансиски средства во заштитените места. Исто така од другата страна можам да кажам дека градачалникот на Прилеп веќе детално објасни содржината на целиот проект, меѓутоа навистина ќе ми представува задоволство, имајќи во предвид дека постојат уште 16 вклучувајќи ги овој проект, 17 проекти кои што UNDP ќе ги реализира широм вашата земја, се разбира во соработка со општинските власти како и со граѓанските организации, се со цел да се подобри самата заштита на заштитените места и се разбира да обезбедиме дека локалното население ќе има добробит од тоа.
И исто така, навистина ми представува огромно задоволство да кажам дека секој од овие 17 грантови или проекти ќе имат доделено до 100.000 евра за менаџирање, тоест реализирање на овие проекти. Меѓутоа ми представува задоволство да најавам, да објавам всушност тука дека ќе бидат доделени и 8 поголеми грантови за властите кои што ќе менаџираат со други поголеми, значи, подрачја и секој грант е во висина од 400.000 евра и тие се наменети за националните паркови Галичица, Пелистер, Маврово, потоа за езерата Дојран, Охрид и Преспанското езеро и се распира за Јасен и за кањонот Матка. И исто така, секој од овие грантови се заснива врз истата филозофија, а тоа е дека има многу заштитени локалитети, места во вашата земја. Можам да кажам дека 86% се заштитени како заштитени локации во вашата земја, меѓутоа проблемот е дека тие се заштитени само во теорија, додека во пракса не се заштитени. И исто така, од другата страна, можам да кажам дека ние сакаме да го промениме исто така начинот на размислување на самото локално население, затоа што кога зборуваме за заштитен предел или за заштитена локација, луѓето мислат дека тоа значи изградба на ограда околу таа локација и да не се дозволи пристап на самите луѓе и сето тоа да се одржува на еден изолиран начин од самите луѓе. Меѓутоа, нашиот пристап е другчи, затоа што ние подразбираме под заштита на природата, под заштита на заштитените, значи, објекти, да може да се соработи со локалното население, се со цел да може да се понатаму промовира заштитата на заштитени локации, се со цел, како што веќе беше кажано од градоначалникот, да може исто така да се развие и туризмот и исто така друг вид на спорт, да не се уништи природата, туку да се сочува природата во интерес на самото локално население. Тоа е нашиот слоган. Исто така, од другата страна, ние, додека Европската Унија од една страна длабоко верува во заштитата на животната средина, ние како Обединети нации, ние веруваме во одржливиот развој и се разбира во одржливиот развој на самата природа и се разбира дека ова го правиме во партнерство со Европската Унија, со локалните власти, со Министерството за животна средина и планирање и се разбира дека со нетрпение очекуваме за имплементација на овие 25 многу живописни, проекти, тоест грантови кои што ќе се имплементираат во следните 2 години, се разбира за самото сачувување на природата не само во теорија, туку и во пракса. Од името на општина Прилеп ми представува посебна чест и задоволство да ви посакам добре дојде на сите. На местото каде што почнува промоцијата на програмата подобрување на управувањето со заштитните подрачја, што ја спроведува UNDP во соработка со Министерството за животна средина, а е финансиски поддржувана од ИПА фондовите на Европската Унија. Денеска се наоѓаме во подножието на Марковите кули, споменик на природата и символот на Прилеп, заштитен со закон за прогласување на локалитетот Маркови кули за споменик на природата. Комплексот Маркови кули, според разновидноста на геоморфолошките облици и нивната зачуваност во старите карпи, е една од ретките со својата убавина. Ова природно богатство постои од времето на консолидација на магмата, која со ладењето произведувала сфероидни и паралелни цевки. Незината реткост е фасцинантна, не само поради специфичните геоморфолошки форми, туку поради незината културни и историски обележја,
а има и значителна природна и научна вредност. Денес, Марковите кули е место каде што се развива рекреативен туризам, каде што се одржуваат спортски настани и активности, како пешачење, болдеринг, палагарство, ултрамаратон и така натаму. Зголемениот обем на посетители и развојот на туризмот неминовно предизвикува Марковите кули да се изложени на неконтролирана експлоатација и деградација преку штетни човечки практики, вклучувајќи неконтролирано депонирање на ѓубре, уништување на биодиверзант, обиди на изградба на нелегални објекти и слични девијантни појави. Токму овој проект на општина Прилеп, Маркови кули, заштита и делување, е во насока на надминување на овие проблеми и има за цел да го подобри унапредувањето со заштитеното подрачје, со воведување на заштитни механизми и систем на мониторинг. Развој на мали инфраструктурни зафати за подобрена пристапност на посетителите и подобрено информирање на локалната заедница како начин за користење на природните убавини во развојот, следејќи ги принципите на одржлив развој. А преку непосредна соработка со Институтот за старословенска култура, јавното комунално предпријатие Комуналец и останатите институции кои имаат интерес за ова, да се придонесе за зачувување на овој споменик на природата. Во рамките на проектот се предвидени и активности. Подготовка на бази на податоци за најзначајните биогеографски и културни локации. Воспоставување на планови за собирање на отпад, заштита од пожари, поставување на видеомониторинг систем, поставување на патокази и информативни табли, означување и уредување на патеки, изградба на видиковци, изработка на брошури, виртуелна тура на Маркови кули и други активности што ќе го подобрат пристапот и ќе ја подигнат свеста на посетителите и на околното население. На крајот, уште еднаш во името на општина Прилеп би сакал да ви се заблагодарам на представниците на високата делегација за несебичната поддршка за овој проект и активностите што треба да ги реализираме во областа на значување на заштитата и природната средина.